Добро вечер во уште едно издание на емисијата Триаголник. Зборуваме на тема колку е потребно компаниите меѓу себе да се здружат, колку е потребно тие меѓу себе да соработуваат, да учествуваат и да го напредат своето знаење, се со единствена цел посилна промоција на нивните производи и стекнување на поголем профит. Вечерва со нас на оваа тема дискутираме со Марија Јакимовска, менаџер на СИД клубот и координатор на USAID проектот за микро и мали предпријатија. Добро вечер и ви благодарам што се одзвавте на нашата покана. Добро вечер и ви благодарам на поканата. И господја Елена Ангеловска, регионален координатор на USAID проектот за микро и мали предпријатија. Имате малку подолг назив, значи се однесувате за координатор за нашиот и за уште еден регион. И за Вардарски регион. И благодарам и вам што се одзвавте на нашата покана. Што е прво СИД клубот? Значи малку е по-непознат во однос на пошироката јавност, веројатно сигурно може не познат на бизнис заедницата, но не и на пошироката јавност. Па јас би почнала од тоа што е СИД Македонија прво, чисто како еден мал вовед да дадеме за гледачите. СИД Македонија или Центарот за развој на предприемачи и менаџери е дел од меѓународна мрежа на предприемачки центри, кои што се основани од страна на Американската агенција за меѓународен развој USAID и Американскиот инвестициски фонд СЕАФ. Формирани се односно седиштето е во Вашингтон, во моментов го има во 14 држави низ целиот свет. Инаку во Македонија СИД постои од 2007 година. Целта на СИД е да, односно првичната идеја при формирањето на СИД е да им помогне на предприемачите и на менаџерите преку три столба, може така да кажеме, односно тоа е пристапот до знаење, односно пристапот до ноу-хау, како што знаат да кажат, нови контакти, односно нетворкинг и секако пристап до финанси. Така. Тоа е тука накратко, повторно ќе го објасните во функционирањето на клубот и кажете ни што е целта на каков е овој проект, како е обмислен на микро и мали предпријатија? Да, проектот на USAID за микро и мали предпријатија кој што го имплементира СИД Македонија поддржан од швајцарската влада е проект кој што се занимава со развој на микро и мали предпријатија во 8 региони во Македонија. Тоа подразбира поддршка на компаниите преку повеќе компоненти, значи пред се продлабочување на нивните менаџерски знаења и водење на компаниите во развој, алатки за поддршка на бизнисот, финансиска поддршка и ред други производи како дел од активностите на проектот. Пред се наменет за менаџери, сопственици на микро и мали предпријатија кои што можат да ползуваат и да имаат лична полза од учеството во проектот во смисла на зголемување на нивните лични вештини за менаџирање. Така. Значи како е формиран клуб и како обстојува? Така, клубот, всушност во клубот членуваат моментално, односно поминале повеќе од 500 предприемачи и менаџери во повеќе развојни тренинг програми. Во моментов има активни околу 200 членови и тоа се сопственици на микро, мали, средни па и големи предпријатија, сопственици и менаџери морам да потенцирам. Тоа е всушност дел каде што преку средбите за размена на искуства, преку тренинг програмите кои што ги следат, имаат можност да дојдат до нови знаења, имаат можност да дојдат до нови контакти, да ги вклучат и своите тимови во овие развојни програми, се со цел да го подигнат бизнисот на едно повисоко ниво. Значи, дали тука го објаснивте самиот профил на проектот или имате уште нешто да додадете за да биде по-достапно за компаниите кои што не следат и кои се од регионот? Да, па има уште многу да се збори за проектот, бидејќи една комплексна целина за поддршка на микро и малите предпријатија пред се поделено во три компоненти. Првата компонента се предприемачки програми. Тоа се програми на теми кои што ние како што велиме секој менаџер мора да ги знае. Значи од областта на маркетинг, на финанси, на продажба, на извоз, на човечки ресурси, планирање и буџетирање и така натаму. Така што таа компонента е повеќе насочена кон знаењето. Втората компонента се услуги за бизнис поддршка. Тие услуги подразбираат поддршка на компанијата во смисла на сертификација, ISO, HACCP, други сертификати потребни
креирање бизнис планови, промоција на извозот преку поддршка на фирмата да оди во извоз и така натаму. И третата компонента е инвестирање преку капитал, бизнис ангели, квази капитал, со тоа што тука директно и финансиски се реализира бизнис планот на некои од микро и малите. Да, тоа се генерално трите компоненти, овие содржат подактивности. Така да, тоа е една обширна, комплексна. Да. Кои се моменталните активности на клубот? Рековте функционира од 2007 година, значи 500 членки, 500 компании. Повеќе 500 компании поминале низ нашите развојни и тренинг програми. Меѓутоа моментните активности. Моментално што се случува во СИД клубот, значи пред се програмите за размена на искуства морам да ги споменам, бидејќи тие се носечкиот столб на целата организација. За време на програмите за размена на искуства и оние сесии кои што нашите членови ги посетуваат, имаат можност да учат од други претприемачи, значи што е многу важно, од нивното практично искуство, од нивните предизвици, од нивните проблеми со кои што се соочувале во текот на работењето. Сакате да кажете постарите менаџери, поискусните, така да кажеме, што имаат повеќе компании ги учат по-новите. Така. Сите оние поискусни претприемачи и менаџери кои што поминале одреден и животен и работен пат и имаат своје искуство кое што би сакале да го споделат и го чувствуваат на еден начин и како општествена одговорност, ето тоа, да сакаат да споделат со останатите, да ги подучат едноставно да помогнат во нивниот раст и развој, доаѓаат во улога на наши ментори, предавачи, гости, говорници и го пренесуваат своето знаење. Им помагаат исто така и на индивидуални средби за бизнис советување на членовите, доколку секако се изрази потреба од страна на членот. Од почнувањето на овие развојни, односно програми за размена на искуства, се јави потреба кај одредени компании, односно ја препознавме потребата дека имаат недостиг можеби на некои специфични знаења, дали се работи во од областа на финансиите или финансискиот менеджмент, имаат потреба од вакво знаење, имаат потреба исто така да го надградат знаењето за маркетинг, за продажба и така натаму, некои нови техники, алатки и во таа насока веќе ги создадовме и едни пократки, да кажам, тренинг програми кои што се фокусирани на одредени теми, па така се изродија во текот на годините и програмата за финанси и финансиски менеджмент, програмата за маркетинг, програмите за продажба и извоз, човечки ресурси, нешто што е исто така многу важно, морам да споменам, програмата за раководители на средно ниво, што можеби, ако не се лажеме, и најпосетувана од сите досега. Како на средно ниво? Тоа се компании? Тоа се сите оние компании кои што имаат менаџери, односно барем во својата хиерархија се доволно големи за да имаат нели и веќе второ ниво на менеджмент, или пак се во фаза на создавање на тоа второ ниво на менеджмент, па им треба некој кој што ќе ги обучи и каде што ќе научат одредени техники и алатки кои што ги бара таа специфична позиција на која што се наоѓаат менаџерите на средно ниво, да бидат во улога и на претпоставени на свој тим, но и самите тие да имаат свој претпоставени. Се покаже именно дека токму оваа програма, да кажам, тренинг програма во рамките на клубот, дека е доста барана и доста посетувана, што особено не радува дека веќе претприемачите и менаџерите започна не само во себе, туку да препознаваат потреба да инвестираат и во своите тимови. Заради тоа што растот е неминовен, доколку нели сите во компанијата се развиваат и се инвестира во сечие знаење. Нормално претприемачот и тој што е лидер на компанијата секако тука е со својата визија кој што треба да ја пренесе понатаму на останатите вработени, но генерално доколку и вработените се инвестира во нивното знаење, можат заедно многу полесно и побрзо да ги остварат своите цели. Така. Моментално вашите активности кои се кон кого ќе бидете насочени, се разбира останува на ваша таргет група микро и мали претпријатија, но она што го чини економијата во државата, над 90 и колку проценти веќе? Да, сигурно над 90%. Нашите активности во североисточниот регион се одвиваат циклично и нема да запра до крајот на проектот. Во моментов се во очекување да започнат 4 типа на програми, значи програма за финанси, програма за маркетинг, програма за продажба и извоз и
програма за предприемачи, она општа програма за размена на искуство. Оние кои што се заинтересирани може да учествуваат, особено развојно насочени микрокомпании и предприемачи кои што сакаат и да вложат во сопствениот, во личниот развој. Така што до крајот на годината и на почетокот на следната година ќе започне, така да кажам, нов циклус на вакви предприемачки програми кои што може да и помогнат на микро и малите предпријатија во североисточниот регион. Така, значи тоа сега ќе биде наскоро за недела дена, да кажеме, ќе почнете со тоа. Да, веќе пријавувањето е во тек, слободно може да се пријават кои заинтересирани. Јас можам и да кажам на каде да се пријават. Мејлот е eangelovska@macedonia.org или на 0764966613. Ќе ги добијат сите детални информации, лесно се пристапува. Членството е едногодишно, значи оние кои што ќе се вклучат во проектот сега, во следната година може да ги користат сите услуги за бизнис поддршка и за личен развој. Така имате доста компании од регионот, од нашиот регион? Да, веќе втора генерација работиме тука, 30 напоминаа низ овој циклус, очекуваме нови. Тоа се микрокомпании, меѓутоа и некои кои што веќе поминале онаа фаза за која што зборуваше Марија, да дојдат до второ ниво на менаџери, така што тоа потврдува дека не само микрокомпаниите со 2, 3, 5 вработени, туку и оние малце во подоцнежна фаза од развојот имаат потреба од проекти кои што ќе им помогнат да го следат тој развој, не само како циклус во рамки на компанијата, туку и развојот на вештините кои што ги носат самите менаџери за да го држат тој развој понатаму. Значи, рековте тука дека имате голем број на компании, значи опфатени се разни, предпоставам од сите сфери би се вклучени. Од микро, мали, средни, големи компании, така, од сите индустрии, тоа е убавината на клубот, што многу различни индустрии може да се вклучат во сесиите, во групите како наши членови. Интересно е што искуство може би на една компанија од една индустрија може многу да помогне на друга компанија од друга. Без разлика што не се исти, може би да се слушнат различни идеи за одредени проблематики, прашања е исто едно богатство кое што го чувствуваат членовите во клубот. Така да тука се ги имаме од најмали компании, да речем, и сите оние кои што се и потенцијални за да бидат и дел од проектот, но секако и се дел од клубот. Може да стане некој член кој што планира да основа компанија како таков? Некој кој што нема регистрирано? Може да стане, секако дека може да стане член. Најчесто членовите доаѓаат преку своите компании, но генерално ако некој има желба и интерес, досега не сме имале таков случај, но отворено. Го чекаме таквиот член со задоволство, нема проблем. Значи, кои се, освен така, да кажеме, стекнување на искуства, стекнување на персонални вештини, едуцирање на кадарот од средна генерација на средно ниво на менеджмент. Средно ниво. Кои се бенефитите вкупно од самото членство за компанијата? Од самото членство за компанијата бенефитите се тоа што ќе може прво да дојдат до нови знаења. Тоа е клучно, да дојдат до многу нови контакти. Со сето тоа да ја зголемат и својата видливост, дали во бизнис секторот во Македонија, а и пошироко. Морам да ја споменам тука и регионалната компонента надвор од Македонија што има СИД клубот, бидејќи ние се трудиме за сите оние компании кои што се заинтересирани за некаков потек надвор од нашата држава, дали без разлика дали е соработка, извоз, увоз, било каков тип на соработка на регионално интернационално ниво, тоа да им го возможиме преку средби што ги правиме барем 3 до 4 пати во годината со останатите компании кои што се членки на СИД во другите држави, каде што ние постоиме како центар. Значи им организираме бизнис то бизнис средби со цел да се запознаат, да разменат контакти и да може да остварат евентуално некаква соработка, да. Имаме интересни и успешни примери од такви индустрија да споменете, не мора компанија? Па добро, еве да кажеме, IT индустријата можеби е така сега динамична и брзо растечка и со многу потенцијали, па тука имаат доста, можеби полесно е они да прават извоз, бидејќи извозот на знаење тука станува збор.
го работат. Значи се соработуваат со балканските држави. Со балканските држави преку глобалниот клуб сега се веќе и на светско ниво се поврзуваат со компании на светско ниво, имаат можности со компании од Америка, со компании од Англија, сега последно има средби во Лондон пред околу месец и половина. Учествуваа македонски компании? Учествуваа македонски компании, да. И морам да кажам дека добар дел од членовите на глобалниот клуб се добар дел и македонски компании, на големо изненадување воопшто на центарот. На центарот, така да. Тоа е тоа, преку таа регионална компонента, сите оние кои што имаат желба и потенцијал може да искористат и таа можност. Значи ги споменав зголемената продажба, ги споменав новите контакти, ги споменав новите знаења. На лично ниво исто така, ако го земеме предприемачот или менаџерот како индивидуа, преку развојните програми кои што ги опфаќаат меките вештини или така наречени soft skills, не само професионално, туку имаат и личен бенефит од сите тие тренинг сесии. Така да горе-долу мислам дека се опфатив, да. Така. А кои се бенефитите од членството на микро и мали предпријатија? Значи, она што го работи сите, вие веројатно го спуштате на едно регионално ниво и на едно државно ниво, да кажеме потоа. Да, всушност овој проект кој што е голем и обемен, околу 4 милиони долари вкупно, има за цел активностите на клубот кои што се занимаваат со посериозни теми да ги сведе на ниво на микро и на мали во регионите. Да, во регионите и надвор од Скопје. Оние компании кои што многу потешко стигаат до ваква поддршка. Бенефитите од досегашното 3-годишно работење се навистина големи. Ако ги земам само некои од резултатите, како што се 300 нови вработувања, околу 7000 тренинг часови, околу 213 нови можности за работа, тоа се оние парцијални ангажмани на вработени. Понатаму има околу 500.000 долари зголемен извоз на компаниите. Но овие микро и мали? Да, на микро вкупно, земено вкупно. Меѓутоа тоа е навистина извонредно, да кажеме. Да, затоа велам позитивни резултати. Тоа се на околу 300 компании кои што досега поминале низ циклусите на проектот. Понатаму интересно да се каже дека има околу 90 микропредпријатија имаат воведено нови пракси во рамки на компанијата, нови процеси. Ке може тоа преку пример да објасните за да биде јасно за малите предпријатија? Па например финансиските одлуки, финансиските процеси во самото предпријатие обично се во рацете на надворешни сметководители. И тука има една, како да кажем, дискрепанца во размислувањето и во донесувањето на одлуки, тоест недобра комуникација на информациите, така што се доведува во заблуда неретко самиот предприемач кога се работи за нова инвестиција, за нова мерка, нов закон, нова подзаконска мерка која што доволно не ја се разбира. Да, особено даночните политики и така натаму. Така што кога ние работиме со предприемачите, инсистираме на нови практики, на транспарентно работење, на многу поинтензивно работење и така натаму. Така што кога ќе почнат да го применуваат, веќе се чувствува промената во нови работни места, што е нашиот интересот на проектот, и во развој на самата компанија за воиднина. А како тоа резултира со ново вработување, вашиот проект? Како резултира? Со самото тоа што ќе се подобрат праксите во рамки на компанијата, таа да речеме за една година има поголема ефективност. И со таа зголемена ефективност има и потреба за нови работни места. Особено ова е значено кога даваме поддршка во смисла на некакви бизнис услуги кои што се консултантски услуги, дали за бизнис план за настап на странски пазари. Во моментов сме насочени, тоест проектот сме насочени на Србија, Косово и Албанија, бидејќи се најблиски. И кога некои од компаниите ќе почнат да воспоставуваат партнерски односи со компаниите од соседните држави, веќе имаат потреба некој да го поддржува развојот. Така што се отвараат нови можности за вработување. Само што едно сакам да прашам, дали мора исклучиво членките да се од производство? Не, производство и услуги независно, дејноста на индустријата не е толку важна. Не е важно што работи фирмата и во кој степен на развој се наоѓа од онаа или крива на развој на една фирма. Важно е предприемачот да сака да ја води фирмата во развој.
Тоа е важно. Доколку е тој самиот со себе решен дека ќе ја развива постепено, сигурно, тогаш е, мислам дека многу соодветен за овој проект, бидејќи може многу алатки да истрпи и голема поддршка да добие. Имаме компании кои што од Куманово конкретно, успеале преку вашите, имате такви примери? Не се разбира дека нема да спомнуваме со оглед на... Да, има успешни примери, дури има и примери за регионална соработка во рамки на овие региони во Република Македонија. Значи, компании од Куманово да соработуваат со компании од Скопје, од Велес и другите региони. Такви има околу 90 во рамки на проектот досега, кои што воспоставиле некакви бизнис односи. Да. И обично се од истата таа дејност и се соработуваат? Не мора да значи. Некои имаат партнерски односи, некои купуваат и продаваат меѓу себе, имаат стекнато доверба во таа една мрежа на микрокомпании и тој микроклуб кој што во кој што членуваат. Членуваат заедно, веќе си има доверба. Комуникацијата е полесна, довербата е тука, ние сме секако да ги споиме, да ги доближиме нивните бизниси еден до друг, така што многу побрзо се одвива тој циклус на соработка. Така, тука збориме цело време за соработка. Кои се, така да кажеме, оние најглавните позитивни импликации кои ќе следуваат од членството во клубот, од самото, да кажеме, од самата соработка на компаниите, од самата соработка, како што претходно напоменавте, од национално, меѓунационално и глобално ниво, така? Па ќе се надоврзам јас на тоа што го спомена пред малку Елена, значи од соработката, тука ние прво инсистираме внатре во клубот компаниите да работат едни со други. Првично интерно кај нас, значи идејата е да почнат да си купуваат и да продаваат услуги и производи кои што самите тие во клубот ги нудат. Самите компании ги нудат. Целта е да ја подигнеме свеста на едно повисоко ниво за таа соработка помеѓу нив и кога ќе се сетат дека нешто им е потребно, прво да се сетат на членовите на клубот кои што се заедно со нив во некој од групите и да ја побараат таа услуга од нив. Секако добиваат одредени бенефиции за тоа што користат услуга од друг, односно се даватели на услуга на друг член на клубот. Тоа е едниот аспект. Другиот аспект е соработката ја споменавме помеѓу членовите, сите членови на клубот, но тука ги поврзуваме и со компаниите кои што се дел од проектот, односно се тој микроклуб, како што знаеме да го наречеме. Тој има бенефити нормално и од двете страни, помага и на компаниите кои што се членови од микроклубот да се поврзат на некои од настаните за мрежување или нетворкинг и да ги запознаат новите луѓе, да разменат контакти, начално да се запознаат со своите индустрии, дејности од каде што доаѓаат и во иднина или сето тоа да резултира со некаква соработка. Имате пример, да кажеме, од една микрокомпанија која што преку ваше членство, да кажеме, стигнала до некое средно ниво, зголемила број на вработени, зголемила профит, не знам секако, дали имат право да ви кажува за такво нешто? Имаат секако, да, ќе споделам, и некои примери вака што нема да ги споменуваме кои, но компанија која што исто така беше дел од проектот, па се поврза исто со член на клубот, производствена компанија. Од која индустрија? Прехранбена индустрија. Така да сега го продава својот производ, односно веќе оствари соработка со поголема компанија од клубот и има можност да го продава и пласира својот производ на секаде низ Македонија. Односно на тој начин веќе ја зголемува продажбата, верувам дека тоа резултира и понатаму таков зголемен обем на работа и со нови вработувања. Да, и се разбира со профит на самата компанија. Така, точно така. Кои се, да кажеме, компонентите од проектот? Рековте, тоа е еден сет на многу мерки, на многу подмерки. Како ги, например, карактеризирате која компанија во која од компонентите ќе следи, ќе се мрежува, ќе следи, нели, едукација, она нетворкинг што го кажувате? Како ги определувате? И можете да ги споменете компаниите, за да им биде појасно на нашите собственици на компании. Да, па вака, секој што ќе се вклучи во проектот има право апсолутно да ги користи сите алатки. Потоа правиме една мини анализа, да кажам, и низ дискусија со компанијата што е најпотребно да се искористи. Ние секогаш имаме тенденција да ги тераме кон овие едукативни програми,
заради тоа што ние сметаме дека знаењето колку и да го има, колку и да искусен еден човек треба да биде во тек со новите случувања, новите информации, новиот начин на деловна комуникација и така натаму, така што ние апсолутно ги туркаме кон оваа прва компонента на размена на искуства и насочена кон знаење. Подоцна ги насочуваме кон она што е нивната потреба. Доколку имаат потреба за поведување на софтвер нов, доколку имаат потреба за нов бизнес план, извозен план, финансиски план, маркетинг план, тоа го правиме со помош на нашите експерти, консултанти кои им помагаат да дојдат до еден убав продукт. Понатаму, доколку има потребна поддршка за некаков консултантски тип на поддршка, поддршка за извоз споменав веќе. Значи, зависи во која насока е тргната компанијата, да кажам, или доколку им се потребни финансии за развој. Во рамки на самиот проект, по третата компонента, има инвестициски фонд кој што инвестира од 50 до 100.000 долари во перспективна компанија која што има шанси и има изгледи да го развие своето производство или своите услуги и да почне да го зголемува профитот за кратко време. До сега се инвестирани околу 500.000 долари во микро и мали, во поединечни компании. И да кажем еден пример, сега ми доаѓа исто во прехранбена индустрија, почна компанијата од микро и мала со 2 или 3 вработени, сега има околу 30 вработени. Значи тоа е 10-кратно зголемување. Да, тоа е многу големо зголемување, тоа е успешен пример. Има примери кога воспоставуваат соработка, да кажеме, производствена компанија од Струмица, дистрибутерска од Велес и ланец на маркети, кои што ги спојуваат своите услуги во рок од една година веќе нивниот профит почнува драстично да расте и ред други сега. Така, не ги набројувам сите, многу се. Меѓутоа има навистина бенефити и за сите. Од микро, значи како што е производство, веројатно тоа се семени производствени капацитети. Да, има и голем дел од компаниите кои што се семени бизнеси. Значи се работи за семена компанија која што почнува да се шири и која што има тенденција да се шири. Сега кога се работи за семен бизнес има па и други специфики кои што ги земаме предвид. Меѓутоа, бидејќи се работи за микро компанија или мала компанија, ние сме тука да помогнеме во секој поглед. Значи, дали инвестиција, дали е бизнес поддршка, дали е знаење, најчесто е знаење, меѓутоа во зависност од потребите, така и се позиционираме. Така. Какво е досегашното искуство? Како ги вие презентирате, да кажеме, вкупните податоци кои што ги имате од функционирањето на клубот? Па, со самото тоа што во моментов имаме тековни некои 200 членови во клубот. Тоа се компании кои што најчесто доаѓаат по препорака на наши претходни членови и некои компании и предприемачи кои што се уште се членови во клубот. Така да препораката ни е најдобриот, да речам, најдобриот маркетинг што може да постои и заради задоволството на одредени членови кои што поминале веќе низ нашите тренинг програми и активности, сметаат дека има потреба да препорачат и нови компании кои што би требало да се вклучат во клубот. Има безброј, значи дури не можеме да го следиме трагот на сето оно што се случва, дури не секогаш имаме информација за сите соработки, па отпосле ги дознаваме. Да. Соработките е многу интересно кога се спојуваат индустрии кои што можеби немаат допирни точки една со друга, па излегуваат заедно со некој трет производ или услуга од некоја сосема трета дејност, која што првично не е во описот на делување на двете компании. Морам да кажам дека и ние постојано тука и ги следиме нивните потреби. Тоа е многу важно. Преку онаа програма за размена на искуства се тука малте не да си ги измерат своите знаења, своите постигнувања, многу често и да си потврдат дека се направиот пат и дека го прават, дека работата токму така како што треба, но им се отвараат и нови видици.
И веќе од тука си чувствуваат што е она што им недостига во нивното работење, па соодветно на тоа се приклучуваат понатаму во одредена специјализирана тренинг програма која што ќе им го даде тоа дополнително знаење. Сега ние сме тука постојано да ги следиме, постојано да бидеме во тек и во комуникација со нив, за да знаеме што е тоа специфично што на нив им треба, а во моментот пазарот го нема, и бидејќи сме во постојана комуникација со нив, сме и можеби на чекор понапред од сите останати кои што нудат било каква услуга од областа на тренингот. Еве конкретно ќе го земам како дел од активностите на клубот. Ги слушаме, како што кажав, нивните потреби, ги слушаме нивните барања, нивните сугестии, и соодветно на тоа ние креираме понатаму производи под услуги кои што на нив би им биле најмногу од корист во моментот. Следиме, значи, светски глобални трендови, што се случува во регионот, па соодветно на тоа ги модифицираме нашите услуги кои што им се потребни. Во рамките на клубот, покрај тренинг програмите, морам да споменам, и се случуваат и нетворкинг настани, месечни двочасовни средби, каде што обично дискутираме за некои актуелни теми и прашања кои што на нив во моментот им се доста значајни, дали се работи за измена на некои законски регулативи, па потоа како сето тоа они да го имплементираат во своите компании и да се разрешат некои дилеми од тој аспект. Каниме експерти на тие теми кои што би можеле да им ги објаснат, да им ги дообјаснат сите недоразбирања и двумења што ги имаат и така натаму. Значи гледаме постојано да бидеме во тек со нив и соодветно на тоа да ги препознаваме нивните потреби, да одговориме на тоа. Така. Какви се вашите досегашни искуства, како вие, како компаниите, вашите членки, оние кои што следат процеси, го гледаат нивното учество таму? Како што спомнав, има околу 170 на соработки помеѓу компаниите во рамки на проектот. Ова само по себе кажува дека и компаниите се активни и учествуваат во она што ние ги всушност советуваме да го прават, да работат, да комуницираат меѓу себе. Не е различен принципот од овој што го зборуваше Марија, значи анализата на потребите и она што им е достапно, да се погоди во право време со правиот човек, за да може да доведе до успех. Искуството до сега кажува дека нашите предприемачи и менаџери имаат многу голем потенцијал во себе. Имаат потенцијал не само во рамки на регионот, во рамки на Македонија, туку и надвор од нашата држава, заради тоа што, овако кажам, заради тоа што можеби недостасува на свесност дека ние може да настапуваме на странски пазари, без разлика колку и тоа тешко да изгледа. Некако ми кажува и досегашното искуство и од не само од овој проект, и од другите проекти, дека храброста за настап на странски пазари некако ги мести коцките. Да, за жал е ниска, меѓутоа ние сме тука да ги храбриме, да им ги покажеме позитивните примери од нашето секојдневие, од нашето работење, да им покажеме дека и тие самите можат, а и дека кај нас се произведуваат многу квалитетен тип на производи. Имаме квалитетни производи и имаме и квалитетен кадар. Кога ќе се направи убава спојка на луѓето, на идеите, на поддршката, тогаш неминовно води кон успех. Така. Тука предлагам накратко да се одмориме и да проследиме еден прилог токму од следење на проектот, односно неколку компании кои што учествуваа на една од работилниците кои што ги организираше USAID проектот за микро и мали предпријатија. USAID проект за микро и мали предпријатија е можност за обучување на предприемачите за продажба и извоз. Овој проект е поддржан и финансиран од страна на швајцарската амбасада и имплементиран од Центарот за развој на предприемачи и менаџери од Македонија. Целта на овој собир денеска, како и на останатите 70 во текот на годината, е да се овозможат алатки и начини за развој на микро и малите предпријатија преку вештините на сопствениците. Она што го прави самиот проект, кој е организатор на целата оваа активност,
е всушност да се подготват предприемачите да ги водат фирмите во развој преку развој на сопствените вештини. Сите оние предпријатија кои имаат желба да прераснат во нешто повеќе може да земат учество во проектот и да се здобијат со дополнителни вештини и знаења. Нашите предавања всушност не се предавања, туку тоа се наставни каде што искусни, повозрасни, да кажам веќе менаџери кои што водат фирми повеќе години и се баш буквално виделе црно и бело и сиво во својата работа, може да принесат за патот до кој што стигнале до таму. Тоа се менаџери и предприемачи од нашата и сопственици од нашата држава, значи тоа се луѓе кои што работат во оваа бизнис и деловна средина и луѓе кои што може да принесат како е на терен, значи вистински како се случуваат работите на терен. Овие драгоцени искуства ги споделуваат најчесто членовите на СИД кои што се со нас веќе од десетина години, да кажам, и кои што знаат што им е потребно на микро и малите предпријатија. Програмата по која што работиме е приспособена да помогне на микро и мали. Ќе бидат обучени околу 15 на предприемачи и менаџери од различни бранши кои се занимава со производство на КТЗ опрема, сервис на ПП апарати и трговија со противпожарна опрема. За прв пат сум се дружиме со сайт. Имавме прекрасни средби, од кои многу работи кои сме ги знаеле, а недоволно сме ги знаеле, сме научиле многу работи. Јас лично сум многу задоволна од сите средби што сум учествувала. Па би препорачала на сите мали предпријатија и средни да ни се придружат. Од УСАИД проектот за микро и мали предпријатија ги повикуваат предприемачите од североисточниот регион да се придружат на промотивниот настан на 14 октомври со почеток од 19 часот во Александар Палас во Скопје, кој ќе биде од отворен карактер. Се враќаме назад во студиото и продолжуваме со она што го споменавте како предприемништво. Не велиме дека е на ниско ниво, меѓутоа како да постои одреден страв кај македонските компании, воопшто кај македонските граѓани, дека не може баш на толку брзо да се добијат резултати, односно на какво ниво е последниве години се забележува одреден прогрес, да кажеме едно нагорно ниво. Меѓутоа предприемништвото до пред 7-8 години воопшто и да не се споменуваше како тема. Па ние моравме да почнеме да се навикнуваме. Мораме, знаете, ние не сме соочени со голема конкуренција. Во поголемите пазари има поголема конкуренција, поголема фреквентност на судир на идеи, на планови, на презентации пред донатори, пред бизнис ангели, пред финансиски институции и така натаму. Кај нас не е толку се уште развиена можноста за пристап до финанси. Ние имаме и таква програма, програма за пристап до финанси, за да се отвори спектарот на гледање каде се може да се најдат финанси, бидејќи парите се достапни, меѓутоа техниката и методот како стигате до нив е наука сама за себе, да кажам. Во таа смисла, како што изминуваат годините, се повеќе информации доаѓаат до предприемачите, се повеќе можности за нови бизниси, така што младите особено се охрабруваат да започнуваат нов бизнис. И тоа е добро, бидејќи дури да не успеат во првата фаза, дури да имаат неколку паѓања, така како што велиме, оној пат кога ќе бидат успешни, ќе бидат подготвени да водат компанијата во развој. Всушност и големите светски компании и овие говорници кои што и во Македонија сме имале можност да ги слушаме, зборуваат за своите падови. Неколку падови, па потоа следува успех. Така што ние постојано ги охрабруваме предприемачите дека да не успееш во една идеја или во еден бизнис не значи дека си неуспешен предприемач. Тоа е само еден од обидите да стигнеш до успехот. Така што јас се радувам што во последниве неколку години веќе гледаме и како всушност пред очи ни излегуваат се повеќе идеи. Во таа насока и една од активностите на овој проект, тоест coworking space, кој што планираме да го отвориме за луѓе со
или микрокомпанија или со добра бизнис идеја, каде што ќе може да добијат еден вид инкубаторски услуги за да ја туркаат идејата напред. Тоа треба самите да имат идеја, вие само им помагате да кажеме како да најдат пари, како да се финансираат, како да почнат да се развиваат, веројатно така замислам. Да, и понекогаш ја развиваме заеднички идејата. Така. Какво е вашето размислување за предприемништвото? Вие се соочувате, да кажеме, исклучиво со компании кои што веќе функционираат, кои што се на одредено ниво, кој помалку, кој во однос на развојот на предприемништвото. Меѓутоа, какво е размислувањето за предприемништвото и гледиштето на граѓаните во однос на оваа тема? Па, она што може да се забележи е дека се подигнува свеста постојано, дека има потреба од континуирана работа на сето оно што се случува околу нивните идеи, компании, бизниси и така натаму. Треба постојано инвестирање. Дали во знаењето, дали се работи тоа за нови опреми или капацитети и така натаму, меѓутоа генерално континуираното инвестирање е задолжително. Дело тоа го прават и преку вклучувањето во клубот, меѓутоа тука морам да напоменам околу очекувањата. Многу често се случува, нели, некои од компаниите да имаат очекување дека треба веднаш некое чудо да се случи, преку ноги да се случи некој пресврт, меѓутоа треба да се почека, да се даде малку време, и не само тоа, значи треба голема проактивност. Сето она што ќе се слушне, треба и да се примени. Со самото слушање, ако не почне да се работи на одредена проблематика или тема внатре во компанијата или со своите вработени, ако се финансиите во прашање, тогаш да се постави подобар финансиски менеджмент, ако е маркетингот да се промени нешто и да се работи на таа тема. Ако станува збор за водењето на луѓето во компанијата, за раководењето на човечките ресурси, како можеби еден од најважен капитал што го има компанијата. Значи и тука да се имплементира тоа знаење што ќе се слушне. Едно е само да се слушне и тоа убаво звучи, меѓутоа сето тоа треба понатаму да се пренесе во пракса и да бидат многу проактивни. Значи тука и нетворкингот што го споменуваме или односно тоа вмрежување е нешто кое што треба навистина да го ценат. Има добар број на компании кои што исклучително ја препознаваат вредноста на тоа да се биде дел од една ваква средина, да се биде дел од ваква мрежа, да се искористат потенцијалите на мрежата и да се биде постојано проактивен и присутен, колку што е можно повеќе. Знаеме дека времето е тоа што најмногу ги ограничува нашите предприемачи и менаџери. Претежно се сведува дека секогаш сопственикот е тој што одлучува најчесто за се, особено кај микро и малите предпријатија, па многу е тешко да се предадат обврските и да одвојат време за да бидат дел од овие средби, па и не само од овие други типови на средби што се случуваат на тема предприемништво воопшто во нашата држава. Така да многу е важно, ние континуирано работиме на тоа подигање на свеста за важноста да инвестираат во себе, да инвестираат во своите компании, да користат модерни менаџерски алатки кои што треба постојано да ги учат, да читаат многу на тема менеджмент, да читаат многу на тема предприемништво, значи постојано да се едуцираат на било каков начин во рамките на своето работење и секако резултатите неминовно ќе си дојдат. Без разлика дали се работи за средби во Македонија, дали се работи за средби надвор од Македонија со компании надвор. Имаме примери каде што после 3-4 години некој остварен контакт, например со компанија македонска и турска, дури сега после 3 години се случува повратниот контакт и барањето за соработка. Значи шансите треба постојано да си ги создаваме и да си ги бараме, да не бидеме статични. Значи морам да споменам еден пример за една компанија која што работи во областа на маркетингот, првично дел од проектот, а понатаму се приклучи и како член на клубот. Компанијата од Струмица и не им беше тешко за да го промовираат својот производ и услуга, секојдневно да патуваат во Скопје и да одржуваат состаноци со компании кои што се во Скопје, маркетинг агенции им беа таргет во еден момент, така да таа нивна желба, волја, проактивност во целата работа на нив, јас сум сигурна дека им донесе успех, така да тоа е нешто што би ги советувала сите компании да излезат од малку од рамките во кои што сами се ставаат или што им
рамките кои што им ги налага тековното работење, малце да ги прошират, да излезат надвор од градот во кој што се, ако се во помалите градови од Македонија, да запознаваат нови луѓе, да слушаат туги искуства, да учат од тугите искуства. Полесно е така за нив отколку од сопственото искуство. Така да таа проактивност морам да ја потенцирам. Така се слагате веројатно со ова, дека потребно е мрежување, потребна е поголема вклученост на самите менаџери, на сите од фактички од компанијата, особено од микро и малите, пошто тоа се кај вас 4 до 5 најмногу вработени. Да, апсолутно да. Ние знаеме да кажеме меѓу себе дека кога се работи за вмрежување, тргаме од една основна предпоставка со колку луѓе еден менаџер може да се консултира и да се советува во врска со бизнис. Значи секој има одреден круг на пријатели, 5, 6, 10 од областа од бизнисот со кој што може да размени информации. Меѓутоа кога се вклучува во ваков тип на проекти, тука се многу десетици и стотици менаџери, предприемачи кои ги имаат истите или слични проблеми и предизвици кои што тој ги има. Многу информации на исто место, многу побрзо се доаѓа до решението, се отварат видиците. Така што, дури да не се случи некаков бизнис на некој конкретен нетворкинг настан за мрежување и така натаму, многу е важна таа размена на информации и проширување на погледите. Кога имате комуникација со луѓе со ист предизвик како и вие, исто се менаџери на микро или на средни или на мали компании. Сваќате дека не сте сами во борбата, нели? Тоа да, кога не сте сами во борбата и кога гледате дека има решение, само треба да се најде, многу побрзо и лесно ќе се одлучите да го решите. Ние сега и со проектот спроведуваме вакви активности за вмрежување на компаниите, така што во секој од регионите правиме по еден настан каде што ги носиме компаниите членки од другите региони, за да може во текот на циклусот да се запознаат сите со себе, да разменат контакти, да разменат што работат и како работат, за утре кога ќе дојде ден да соработуваат, да знаат да се обратат кај некој од оние кои што веќе ги знаат преку проектот. Кои се следните активности, како ќе се развива клубот и што конкретно ќе правите? Па од следни активности, би почнало тоа што е најново што направивме минатата година. Значи, креиравме една програма, тоа беше пилот проект за деца, Seed Edu е називот на програмата. Програмата лани имаше околу 20 на членови, тоа беа децата на нашите членови, децата на предприемачите и менаџерите, и беа на возраст од 8 до 18 години некаде. Сега веќе од оваа година ќе се формираат 4 групи, ќе се опфатат деца и младинци, значи од 8 до 28 години во различни програми и активности каде што се вклучени и педагози, психолози, експерти, вклучени се и нашите членови, предприемачите кои што преку своето искуство и преку својата приказна ќе бидат пример, секако за да малку им се поттикне и предприемачкиот дух и да одлучат која би била нивната идна професија, се работи и на вредностите и така натаму. Така да тоа е нешто ново, што веќе се случува инаку од плановите, бидејќи ги опфативме предприемачите, ги опфативме децата и сега ќе работиме и со родителите на нашите предприемачи. Тоа е нешто што го планираме заради тоа што доста често, особено во семејните компании, родителите се уште, ако се повозрастни да речеме, ако се над 60 години, не ги пуштаат конците на своите деца и не го предаваат бизнисот, многу тешко се откажуваат од таа улога да бидат начело на компанијата, а некаде и тоа се прави, па како тоа имаме и успешни примери каде бизнисот е предаден, па веќе тоа начинот на кој што се предава бизнисот, начинот на кој што ќе ја отстапат својата лидерска позиција од компанијата, кои се предизвиците, дали на своите деца или можеби ќе ангажираат менаџер од страна, некој директор кој што ќе води компанијата. Креираме сега во моментов и програма која што ќе се фокусира малку повеќе на оваа тема. Вие ги споменавте на почетокот активностите, односно во теке пријавување за учество, можете само уште еднаш да посетите пред крајот на емисијата, каде може да ве побараат, каде да ве најдат. Да, ќе повторам, на мојот контакт може да ми се обратите да ги добијат сите детали. Ангеловска, споено, мајмунче,
ceed.macedonia.org или на 076 496613. Пријавувањето е во тек, може да се пријави секој кој што е собственик на микро и мали предпријатија, значи до 50 вработени, проширено е и на мали. Оној кој што сака да ја развива или компанијата или своите лични виштини, кој што сака да воспоставува нови контакти во рамки на еден микроклуб на предприемачи и менаџери, да се дружи, да разминува искуства и евентуално да остварува партнерства и извоз во соседните земји. Отворени се се уште повиците за пријавување. Се очекуваме на почетокот веќе на следната година да почнеме со повторен циклус на работа, така што добре дојдени се сите за учество. Јас ви благодарам и на двете што бевте дел од нашата емисија и се надевам дека овие препораки кои што ги дадовте и кои што беа насочени исклучиво кон компаниите ќе вродат со плод и се надевам дека вашите членки ќе имаат успех. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас за можноста што ни ја дадовте. Ви благодарам и вам. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.